Добро вечер. Јас сум Филип Петровски. 98 епизода Cyber Команда. Ако не сме додале или испуштиле некоја епизода по пат, но мислам дека прецизна ни е математиката. Втора епизода во ова обновено 3,5 сезона или 4 сезона на Cyber Команда. Рековме ќе дојдеме до 100 епизоди. И после ќе видиме што ќе правиме, нели? Како викаат за тревата британска да порасне, најтешки се првите 100 години, па после до вечност. Значи да истераме со првите 100 епизоди, па после ќе видиме што ќе правиме. Како и да е, благодарам што гледате на Infomax YouTube каналот. За мене е значајно да се истераат 100 епизоди, да се остави трага во времето. Новите технологии овозможуваат од тоа да се прави, бидејќи нема други мерки, мерила, начини како да ја прегледаме хронологијата. Исчезнаа по пат во деценијеве зад нас многу алки, методи, начини на кои што се правеше хронологија или пишуваше историјата во општеството, ги снема многу од медиумите. Така што во оваа одсечка од 100 епизоди, мислам дека опфативме во последниве 3-4 години некои од работите за кои што допрва ќе се дискутира, ќе се анализира, кој што кажа, кој што направи, кој што излажа, кој што вети и така натаму. Инаку денеска сабота, за жал ние снимаме во петок, така што не можам со прецизност да кажам како поминува, односно како помина протестот на Сојузот на синдикати. Оние истите синдикати кои што додека беше во опозиција сегашнава гарнитура ги величаше, им идеше на протести, ги фалеше, ги поддржуваше, издаваше соопштенија за поддршка. Оние исти синдикати со кои што заедно сегашнава гарнитура се бореше за повисока плата, за зголемување на минималната плата и така натаму. Сега улогите се сменија, сега овие синдикати се политички инструирани, сега овие синдикати се лоши, сега овие синдикати се комуњарски и така натаму. Едноставно, борбата продолжи на ист начин на синдикатите за минималната плата, но улогите се сменија, кај оние што беа кандидати за фотели, сега стана луѓе во фотелите. И сега смета дека синдикатите им ги напаѓаат нивните фотели. Но не е така. Во Македонија се уште овој месец минималната плата е околу 400 евра. Таа е една од најниските плати во Европа. Освен што е една од најниските, куповната моќ на таа плата е навистина мала. Ова општество со такви минимални плати, каде што под 500 евра зимаат, според бројките што ги кажуваат синдикатите, над 150.000 вработени, значи околу 150.000 вработени со све нивните семејства живеат на праг на сиромаштија. Долго време синдикатите и владата се кошкаат, се надпреваруваат, се инатат, се докажуваат колку е минималната кошничка. Па едни викаат дека е 65-6-7-8, а владата вика дека е околу 10.000 помалку, па 57-8. Со тоа што владата пресмета кои може интересно, кои продукти што ги ставил синдикатот на вас не ви требаат. Значи една рестриктивна кошничка со намалени количини, со намалени вредности, кое што пак наближува околу 1000 евра. Да предпоставиме во едно семејство дека работат двајцата родители, ако не се во Скопје, некаде низ Македонија, многу често се соочуваат со минимални плати. Две минимални плати не достасуваат за основните потреби
но недостасуваат, односно не ја пополнуваат минималната владина кошничка, а далеку се под синдикалната кошничка, која што исто така не е голема. Во неа има само основни прехранбени продукти за да се преживее. И затоа малку поекстензивно на почетокот, бидејќи денеска синдикалниот протест, за кој што немам сознание како поминал, можам да претпоставувам. Па да видиме дали ќе погодам. Ќе има одзив, синдикатот ќе рече дека е добар, владата ќе рече дека е низок, синдикатот ќе рече дека се потврдиле барањата од страна на работниците, владата ќе рече дека бил политички инструиран и како и се друго во оваа држава ќе тргне веднаш кон заборав дека имало протест. Они година дена преговараа, владата се иззема од преговорите, ги остави работниците на ветрометина, ги остави сами да се борат, па што се изборат со газдите, а не верувам дека во галаксијата, во Вселената постои газда кој што би се откажал од профит, вишок профит во интерес на вработените. Тоа е суштината на капитализмот. Да ви земе вишок од вашето произведено и бидејќи сте вие многу, а он еден како газда или работоводен тим, да од вашиот профит, односно од вашето сработено делот се прелее кај него. Сега преговарате да ви врати дел од вашето, тоа не се случило да го имаме како пример. Затоа е потребна владата како механизам да го запре дивењето на капитализмот и да му даде социјална димензија, да го уредува согласно потребите на тие што живеат на оваа територија, да ја уредува рамката за тие што живеат да можат и да преживеат. Тоа владата треба да го свати како кондиција sine qua non или услов без кој не може и таа да постои, затоа што ако нема луѓе ќе нема ни влада. Врз кого ќе владеат? Става малце како ништо. Ели, кога дават изјави. Значи, владата не смееше во никој случај да се изземе и да се прави немнаблюдувач. Мене ми делува лицемерно, ми делува злонамерно, ми делува нехумано, нечовечки. Затоа што истите тие идеа да се сликаат со истите овие синдикати кои беа опозиција. Им даваа подршки, втор пат повторам во оваа епизода. Они им даваа подршки. Не знам дали ги викаа синдикатите, веројатно не, но за нив беше конјунктурно прашање на моментот, фотографии, лајкови со статуси на Facebook, на Instagram, на TikTok. И сега проблем. И затоа велам, не можам со сигурност да кажам дали ќе биде успешен протестот. Ја почитувам, ја ценам и ми значи упорноста на синдикатите, затоа што останаа последен браник на некакви работнички права. Дел од синдикатите ги корумпираа со места по управни одбори. Кај нас е многу лесно да корумпираш функционери, дај му уште некоја функција. Обично се гладни или најадени, случајно погодени на позициите, знаат дека one time, one lifetime shot им е. Една ситуација во животот и после ги јаде историскиот процес и ги искорумпираа сите. Но овие дечки, кои лично ги познавам, ми стават впечаток дека стварно сакаат да се изборат за подобар живот на работниците, сакаат да направат нешто подобро во општеството. И најсетне, мислам дека се управа. Еве мој личен став, бидејќи Cyber Команда е мој личен однос кон проблемите со кои што гледам дека општеството се соочува. Мислам дека се во право. Лично мислам дека е мала минималната плата. Лично мислам дека неправедно владата ја смали и интервенираше во семејната кошничка. Лично мислам дека државните функционери имаат преголеми плати. Лично мислам дека овој систем вака како што е поставен создава социјални нееднаквости и привилегирани класи. Мислам дека истовремено и го корумпира целиот систем таа привилегија. Затоа што вие кога ќе му дадете на некој
кој што изберем по принцип на негативна селекција, да има 3000 евра плата, кај него веќе нема интерес за оние што живеат на маргините на општество. Затоа што гледа да ја задржи таа позиција која што знае дека ако не му е доделена преку партија, по принцип на мерит, по принцип на знаење, дипломи или личен успех во животот, никогаш нема да стигне. И така, многу лесно се корумпираат сите кои што треба да го бранат системот. Многу пати во овие 98 епизоди Cyber Команда образложував дека таа разлика во општествените статуси, сталежи, таа формирана политичка каста, одвоена на врвот на државата, има премногу привилегии и покажува премногу нечовечен, нехуман однос кон остатокот од државата. Освен се разбира, кога се изборите и кога ова ќе ви дадеме, она ќе ви дадеме, горди ќе бидете, Македонија ваша ќе биде, нема да ве отпуштаат од работа, нема да донесеме странски работници, многу ве сакаме, верувајте ни и така натаму. Секогаш имате можност, а овој пат во прилично изоштрени економски спротивности, да ги проверите паролите кои што ви беа кажувани наназад низ годините на избори. И затоа да заклучам темата со синдикатите, мислам дека треба се поздрави нивната работа. Јас отворено кажувам, затоа што имам право да кажам отворено. Уставот ми го дозволува тоа право да имам слобода на мислење, говор, изразување и политички став. Иако ова не е политички став, ова е општествено социолошки став. Ја не мислам дека дечкиве се СДСМ-овци или комуњари. Поише ми делуваат како патриоти и ВМРО-вци. Но тоа мое субјективно мислење. Но не се послушни кон оваа политичка каста, која што више ви кажав, навистина е многу одвоена од реалноста, затоа што нивните коефициенти се 4-5 од просечната плата, која што е далеку поголема затоа што од нивните плати просекот се зголемува. Едно со друго врзано, добиваат десетина плати минимални на ниво на месец. И ќе заокружам дека еден политички послушен мандат е скоро еден животен, работен век на човек што зема минимална плата. Толку се разликите. 1:10. Но ако како одредени пратеници и функционери имате вработени во државни позиции, во управни одбори, директорски позиции, министерства и така натаму, уште 2, 3, 5, 10 души од поширокото и потесното семејство, вие станувате политички клан. Политичките кланови во Македонија тежат по над 10 милиона евра. Има кланови кои што тежат над 100 милиони евра. Што мислите? Колку ги интересира минималната кошничка на луѓето што земаат 400 евра? Ја мислам скоро нула, ако не е и вистинска, целосна нула. Затоа, дотолку повеќе улогата на синдикатите е битна и треба да биде поддржана. Дали ја поддржавте денеска, вие си знаете. Но јас секогаш велам, за се што ни се случува, виновни сме ние самите. Сепак тоа го кажувам на крајот епизодата, а денеска нема да завршам, тука имам уште да зборувам. Надоврзано на претходната тема и темата со бензините. Сите вие знаете каков стрес преживеавте. Најмногу се преживува стрес кога ќе ви брцнат во джеп, кога одеднаш се најави 20% изголемување во текот на неделата на цената на бензините. Разбира, нема да навлегувам што се случува во Ирак, Иран, заливот, затварањето на Ормудскиот теснец, проблемите со дистрибуција на газ и на нафта и така натаму. Тоа ќе го ставиме
и го зборевме во вторникот, мислам и во детали, во тешки муабети. Ако ве интересира повеќе на таа тема, можете во тешки муабети да најдете доста разговори на таа тема. Но да го погледнеме од наша перспектива, од домашна перспектива. Секогаш кога вака се зголемуваат драматично цените, улогата на државата добива на тежина. Зашто добива улогата на државата тежина? Затоа што таа би требало да биде тука за да ги заштити интересите на своите луѓе, на сите што живеат во таа држава, кои што ја формираат таа држава и всушност од нив ги влече сите своји овластувања и дури потреба за постоење државата. Значи, во едни вакви драматични, стресни ситуации, кога имаше редови огромни по бензинските пумпи, државата во најмала рака треба да покаже едно чувство на припадност и блискост кон народот, едно порамнување со стресот и потребите на народот. Зашто го велам ова? Затоа што во цената на бензините секогаш има голема ставка процентуално. Едното е акциза, другото е данок на ДДВ, значи на додадена вредност, значи кумулативно над 30 и нешто проценти, можеби и 40 проценти, секогаш од литарот кој што го точите одат за државата по различни основи. И тоа е во ред. Од тоа се финансира државата. Меѓутоа, како расне драматично цената, драматично расне и процентот кој што го добива од литарот државата. Едно добива државата од литар кој што е 60 денари, и тоа го има проектирано буџетот на таа цена. Значи има предвидено колку акциза и ДДВ ќе го наполни буџетот за да може буџетот да биде функционален, нели, да зимаат плати, да се шетаат, меѓу другото да направат некоја клупа и така натаму. Меѓутоа, кога литарот го плаќате 80 или 100 и државата има поголеми приходи од тој литар. Значи, не само што се збогатуваат трговците со нафта, кои што најверојатно имаат купено по поевтина цена, сега што се продава, туку се збогатува и државата. И тоа во најмала рака не е фер. Државата мора да делува брзо, не може да дава изговори и оправданија, ќе правиме анализа, ќе видиме, размислуваме, наблюдуваме, у линија сме, сега ќе се порамниме, ќе реагираме за некоја недела, ќе пуштиме државни резерви, кои што меѓу другото мора да ги имаме и ги имаме за вакви ситуации. Тоа е едно. Значи, да расчистиме, државата мора да биде во линија со народот. Дотолку повеќе што оваа структура се представува како народњачка, демохристијанска, се удираат у гради христијански вредности, Господ Бог, славиме, идеме у црква, се крстиме, се молиме, ручаме со ИВЗ, со МПЦ и така натаму. Па тоа само за манифестација ли е? Само за сликање на Фејсбук? Кое правиме? Честитки за ифтар, за мифтар, значи све се запазува. Ако може да не се работи, само да се јаде, да се пие, да се собираат, да се сликаат. Еве кога доаѓа ваква ситуација, каде е државата? Не сака да се откажат од 1 денар во цената на нафтата. Макар символично да кажат, еве ние помогнавме со 1 денар, со 50 дени, иако не постојат во пресметки више. Значи, тука, по моје мислење, државата покажа, сосема ја промаши темата и јавно изразувам револт како граѓанин на оваа држава, дека државата не си ја врши својата работа.
дека државата нема право да го празни джебот на граѓаните во криза каква што имаме на светско ниво, таа да си го пуни својот буџет дополнително повеќе. Нема право. Од дозгора на се, ние имаме доказ за поведението на оваа влада, како со поддршката од опозиција на Сојузот на синдикати, така и со барањата на господинот Мицковски да се намали акцизата и ДДВ-то кога беше опозиционер. Тоа е кога почна војната во Украина. Па господине Мицковски, само погледнете што сте барале кога сте биле опозиционер. Истото тоа што сте го барале сега можете да го спроведете. Никој не ви смета, апсолутна моќ имате. Све ви е во ваши раце, многу сте јаки, се е во ваши раце. И немате потреба да покажете по-конструктивен, по-позитивен, по-милозлив однос кон својот народ. Не ви чини работата. Овој народ секојаш ќе најде начин, ќе вози помалце. Ќе се повлече во своите дупки, бидејќи очигледно на отворено не искача. Се повлече во својата анонимност. Но нема да му ги земете парите. Само ќе го иритирате. Па ова може да го сватите како добронамерна политичка критика или политички и аналитички погледнато, дека си правите сами на себе штета со тоа што му брцнувате во джепот на народот. Тоа е дефинирано уште во Владетелот на Макијавели или Ил Принчипе, каде што точно е појаснето што значи кога ќе му брцнеш во джебот на тие што се твои лојални поданици. Ги иритирате и вашите, пошто и од вашите земате. Се разбира, ова не ги засега оние кои што се функционери. Затоа што ни поевтина, ни по скапа цена бензинот не го плаќаат. Имаат службени коли, службени регистрации, службени шофери и така натаму. Така што можно е да има еден звучен зид, една бариера. Да они имаат искривена слика, гледајќи ни своите очи и своето обкружување како политичка каста на врв на државата, дека всушност и нема криза. Но добро, тука ќе завршам. Све што имав да кажам, кажав. И пак ќе ве потсетам сите што гледате, за се што ни се случува. Посебно со ваквиот однос од државата кон вас, во вакви кризни моменти, кога стресот е на 100% изразеност, го чувствувате и во кошничката, и поради зимата во сметките за струја, и сега во сметките за бензинот. За се тоа што ви се случува, виновни сте вие самите или сме ние самите.